Да му посекам добре дојден на господинот Борел. Денеска на средбата со него разговаравме за неколку важни прашања од домашната политика и се разбира за неколку отворени прашања во регионален контекст. Во однос на домашните случувања и домашната политичка динамика разговаравме за процесот на скрининг кој се одвива веќе неколку месеци. Формално господинот Борел денеска е за состанок на Советот за стабилизација и асоциација, што се случува по прв пат во Скопје, што е уште еден знак или потврда дека процесот на наше приближување кон Европската Унија се одвива со задоволително темпо во оваа фаза, иако станува збор пред се за техничка фаза и за скенирање на состојбите во виталните области, сепак проценките од Брисел се дека нашите одговори во однос на сите поставени прашања и дилеми во оваа фаза се на високо квалитетно ниво, што не би требало да изненадува со оглед дека ние се подготвувавме за преговорите 17 години и сме еден од најдобро подготвените кандидати за преговори со Европската Унија. На средбата потрошиме доста време од нашиот состанок на тема поврзана со утрешните преговори помеѓу Белград и Приштина во Охрид, бидејќи станува збор за исклучително важно регионално прашање кое долги години стои на целокупната западно-балканска агенда и чиешто решавање може само да помогне за побрзо приближување на целиот регион, не само на страните кои се инволвирани кон евроатлантските асоциации. За нас е исклучително значајно тоа што ова важна работна сесија од преговорите се одвива во нашата земја, поточно во Охрид, и тоа и господинот Борел го спомена, може би ќе го повтори, тоа е знак дека Република Северна Македонија направи тешки компромиси во меѓувреме, покажа нетипично балканско однесување и изминативе години функционира како вистинска мултиетничка демократија, што е реткост и во пошироки рамки. Ова го доживуваме како признание за постигнатото во изминатиот период и се разбира како поттик за домашните политички сили да продолжат со реформите, со европските реформи, за што е можно побрзо да станеме полноправна и формална членка на Европската Унија. Благодарам.